денеска премиерот Заев истакна дека договорот дека по ниту една цена, односно нема да се дозволи да Бугарија да побара уставни измени и нов договор за добрососедство со Бугарија. Како вие го коментирате ова? И дали има власта црвени линии воопшто? Мислам дека да го коментираме. Мислам да го коментираме. Зоран Заев е помалку смешно од едноставна причина што би ја потсетил на една негова изјава. Тоест не една, туку се многу негови изјави уште пред да дојде на позицијата премиер на Република Македонија, каде што секоја негова изјава беше дека нема да има промена на уставот со цел промена на уставното име. И со тоа, со години ги убедуваше граѓаните, практично ги изманипулира. Епилогот го знаете и самите кој е, промена на уставното име со промена на уставот на начин кој што сите го видоа во јавноста како беше спроведен. Така да, кога ќе даде таква изјава, треба да се запрашаме дали е за верување и дали е искрен во намерите. Останува да следиме што ќе се случува, бидејќи неколку пати за сериозни крупни прашања има излажано во овој поглед, а треба и да даде неколку одговори во однос на историјата, идентитетот и така натака, односно треба биде транспарентен пред граѓаните и да излезе да каже што се бара во договорот кој што е понуден од страна на бугарската страна. Така да останува да почекаме да видиме што ќе се случува. Во однос на верувањето на Заев на неговиот даден збор, мислам дека ниту мали деца не му веруваат повеќе. Под прашање, лидерската средба тој ја отфрли затоа што според него председателот Мицкоски немал став ниту одговорност по ова прашање. Како го оценувате ова? Лидерската средба беше одбиена од едноставна причина да избега од сето она кое што ќе треба да им го соопшти на граѓаните. На таа лидерска средба ќе треба да се говори отворено на сите прашања кои што во моментов се важни во Република Македонија и кои што навистина ги засегаат граѓаните. Од тој договор, односно на надворешен план разговорите со источниот сосед, до економија, образование, пописи се останато, но бега бидејќи е самиот свесен дека се она кое што има договарано е договарано политички, а не во интерес на граѓаните, односно политички за негов личен интерес. И во моментов него помили му се и поважни семејните бизниси, профитот на семејните бизниси и семејните лиценци за марихуана. Така да јасно е зошто избега од таа лидерска средба на која што е важно да се говори на овие теми. Дали има прашање за превентивните мерки од страна, од наша страна? Мислам дека пративме мејл. Да, меѓутоа сакав да видам дали има уште тука од страна вас колегите. Повелете, еве. Како ги коментирате овие нови пакет превентивни мерки против ширењето на коронавирусот што се на разгледување еве денеска во владата, а предложени од Комисијата за заразни болести? Најнапред не гледам ништо поразлично од она кое што и до сега практично се апелираше, се правеше и така натака. Предложени се од партиска комисија за заразни болести, која што знаеме по кој клуч и по кој основ е составена од страна на Зоран Заев и Венко Филипче. Не би коментирал поедини одлуки. Знаете дека имаше некои предлози да не смеат повеќе од четворица дома да седат и така натака, што е директно задирање во уставот, но не би го коментирал тоа, би го оставил на господата пратеници од Собранието. Само би истакнал дека ништо поразлично нема предложено од она што практично и до сега се случуваше, носење маски и така натака, од едноставна причина затоа што тоа е една партиска комисија за заразни болести, која што ние апелираме подолг период да биде променета со експерти, но очигледно нив им одговара да биде таква партиска комисија која што ќе ги слуша барањата на владата, а не пак да доставува барања до владата како да се спроведува. Единствениот неуспех на менаџирање на целата состојба и секоја една мерка е задоцнета од едноставна причина затоа што оваа влада немаше интерес и слух да им помогне и на граѓаните, и на стопанството, и на се останато, дали во насока на сузбивање на здравствената криза или економската криза која што во моментов ја чувствуваме сите.
овие мерки што ги предлагаат сега? Сметам дека за тоа треба да говорат експертите, бидејќи јас не сум медицинско лице и тоа е тема која што треба да се занимаваат експертите, а не политичари од типот на Зоран Заев, кој што во неговата област не знае што треба да направи, а не пак да говори за пандемија и се останато. Така да за тоа треба говорат експертите, треба да се следат светските трендови и светските искуства како говорат во однос на сузбивање на пандемијата. Гледаме дека во многу држави веќе победена пандемијата и бројките одат надолу, само кај нас зема се повеќе и повеќе алармантен замав кој што на вистина секојдневно одзема по десетина човечки жртви. Други прашања? Повелете. Вчера обвинителството за организиран криминал отвори истрага за поранешниот председател на ВМРО ДПМН. Меѓу другото, беше истрагата покажа дека над 1 милион евра пари наменети за партиската каса завршиле во Плацевина водно. За мене ми е прашањето, дали вие како партија воопшто имате направено некаква анализа, пресметка, дали фалат одредени донации кои биле во наменети за функционирање на партијата или за текот на работење? Би одговорил концизно, но од еден друг аспект на ова прашање. Тоа е следниот. Сите случаеви кои што на некој начин беа отворени против ВМРО ДПМН беа отворени од страна на специјално јавно обвинителство кое што знаеме како заврши. Заврши од страна на оние кои што требаше да донесат правдата, заглавија во криминал до гуше и еве ги веќе лежат и затвор. Мислејќи тука на Катица Јанева, но и други кои што на некој начин се извлекоа од целата одговорност за неправдата која што ја донесоа со специјалното јавно обвинителство. Во однос на сегашнава истрага која што вчера ја слушнав и од страна на шефот на организиран криминал во јавното обвинителство Вилма Русковска, можам да заклучам неколку работи. Прво и најважно, Вилма Русковска е шеф на јавно обвинителство за организиран криминал, која што, како што знаете, од пред неколку месеци има медицински наод од страна на сериозен доктор специјалист, каде што самата кажува, односно и докторот констатира дека чувствува лутина кон ВМРО ДПМН, чувствува анксиозност и се останато. Верувајте дека тоа не е јавен обвинител и шеф на јавно обвинителство кој што може да размислува рационално по однос на крупни случаеви и по однос на политичка партија за која што чувствува лутина и нервоза. Така да, доколку сакаме секој еден случај да го дочека крајот и правдата, треба да биде воден од страна на јавен обвинител кој што си ја знае својата работа, кој што е непристрасен и кој што ќе донесе правда во Република Македонија. Таков човек Вилма Русковска не е и Вилма Русковска, како што знаете и претходно, така и сега си стоиме на нашиот став дека треба веднаш да си замине од таа позиција каде што одработува како папет за Зоран Заев. Добро, моето прашање беше дали ВМРО ДПМН ќе направи одредена анализа дали фалат пари од страна на донации. Партијата не е обвинета во овој случај. Значи поентата ми е дали воопшто ќе направи анализа. Не сум запознаен со случајот, како што реков, бидејќи има голем дел од случаевите кои што беа свесно водени против ВМРО ДПМН, не сум запознаен, имајќи на ум какви случаеви истраги се водеа претходно диригирани од страна на власта, не би можел повеќе да коментирам, но еве, ве уверувам, веднаш што имам таков одговор ќе го споделам со вам медиумите.